Во Прилеп, тој што учи албански јазик, иако е мал многу процентот, може да добие право да учи музичко училиште, реков, на албански јазик, да напише барање на албански јазик. 4,5 години по оваа изјава на Заев, учениците од Прилепското основно музичко училиште засега можеби не започнаа да учат ноти на албански јазик, но затоа во тек е постапката за вработување на нови административци според рамковниот договор, и тоа во градот во кој речиси и да нема албанци. Според информациите до кои дојде Алфа, 3 лица од соседната општина Долнени ќе бидат вработени во Прилепскиот центар за социјални работи, а едно лице во јавното предпријатие за просторно и урбанистичко планирање. Новите рамковни административци со работа требало да започнат за отприлика 2 месеци, ни потврди директорот на центарот Дејан Тошески. Значи, тие се тројца по рамковен договор, уште е постапката за усогласување на внатрешните акти на институцијава, за да можеме да ги преземеме. Согласно роковите во упатствата што се даени, 30 дена е рокот да почнеме ние да ја водиме постапката, 7 дена за Министерството за труд и социјала, 10 дена за Министерството за информатичко општество и администрација, некаде околу 2 месеца. Прилепчани пак главно скептични во врска со овие нови вработувања. Реагираат на ионака пренатрупаната администрација, а се плашат и дека новите вработени повторно ќе бидат од оние кои не одат на работа, а земаат плата. Сето што се прави вака, делената ќе е штетно во ова време. Тоа е катастрофа за мене. Апсолутно, значи администрацијата ја оштети државата. Тоа не е 1-2, него 50% можда да не речем фаз да се и никаде не може да заврши работа пака што треба. Не е во ред ова. Би требало, ама кон нашава Прилепскава треба наши да си има, македонци. Албанци немаме многу ние. Не е во ред, не ода на работа, зема пари, а имаме многу факултетли деца, не се запослени ич. А тие си зема пари, не е исправно ова ништо. Инаку, и Прилепската локална самоуправа постојано има огласи за нови вработувања на административци. Последните се од завчера, за вработување на 5 нови државни службеници. Неодамна пак, дури бил вработен и еден брачен пар. Сопругата пред еден месец, а деновиве и нејзиниот сопруг. И речиси во сите случаи, според нашите извори, се работело за вработувања по партиски клуч. За тоа, колку во моментов брои административниот апарат во општина Прилеп, одговор побаравме од општинскиот пиар, на што до овие вести не ни беше одговорено.